Советот за јавни набавки работи на воведување новитети во работата. Една од нив е и воведувањето на електронско поднесување на барање за добивање согласност, со цел да се намали потребното време за поднесување барање, како и дополнителните трошоци што при тоа се прават. Една од новините која ја најавуваме извесен период е што Советот предложи измени на Законот за јавни набавки во октомври изминатата година. Верувам дека наскоро ќе се процесуира. Измените на законот се во насока на намалување на времето за добивање согласност, односно да се даде можност Советот да одлучи и по прв пат да даде согласност со конкретни насоки, така речена условна согласност, односно да не оди до едни, до други, до трети стручни лица, со цел да се добие во време. Советот за јавни набавки започна со работа во 2014 година, а како самостоен државен орган работи од 1 јануари 2016. Од тогаш се стреми кон поедноставување на неговата работа. Во негова надлежност е да постапува по барањата за добивање согласност за отпочнување на постапка за јавна набавка, како што вели доктор Златко Алексов, заменик председател и член на Советот за јавни набавки. Еден од проблемите со кои се соочува овој орган е обемот на работа и досега се решени околу 47.000 барања за добивање согласност. Советот за прв пат се спомнува со измените на законот од службен весник број 148 во 2013 година, каде што се наведени оние основни почетни одредби од законот за конституирање, формирање на Советот, начинот на работа и започнување со постапување по своите надлежности. Инаку Советот започна со работа 1 мај 2014 година. Според него една од најпозитивните придобивки од постоењето на Советот за јавните набавки се повеќе задоволни понудувачи кои соработуваат со овој државен орган.